Продолжуваме со утринска на Тилма и се разбира нашата утринска тема која што е во продолжение. Се фокусираме на женското здравје, споменавме на самиот почеток за оние кои што се од почеток со нас, а денес ќе се задржиме малку повеќе на нешто кое што е особено важно ако зборуваме за превенцијата и редовните прегледи кај жената или посетата на гинеколог и особено превенцијата од хуман папиломавирусот кој што е распространет и кој навистина ако делуваме едукативно и ако ги пренесеме вистинските совети и препораки, ете ќе придонесеме веројатно и во насока на се поголема превенција. За информираноста на граѓаните, за тоа што мислат дел од нив, само мал дел, од оние кои што ги сретна Софија, поставивме неколку прашања поврзани на денешната тема, па анкетата ќе ја погледнеме во продолжение и ќе започнеме со нашиот разговор. Дали редовно одите на гинеколошки преглед и дали мислите дека тоа е клучно за спречување на ХПВ инфекцијата? Треба да се зголеми свесноста за тоа колку се важни гинеколошките прегледи. Голем процент за жал и од младата популација, но и од постарата не се свесни за тоа колку е важно да се прават редовни гинеколошки прегледи. Сега новите генерации се посвесни, но пак мора да се зголеми свесноста затоа што не се гинеколошки прегледи само кога веќе ќе се јави проблем, туку тие треба да се прават и во текот на уште од најраната возраст на девојките. Да, редовно посетувам доктор, значи не само за гинекологи, општо, мислам, да. Да, без веќе во години. Посетувам редовно и заштита е за ХПВ-то. Редовно, буквално, значи годишно барем еднаш мора да се оди. Дали редовно посетувате уролог и дали мислите дека тоа е важно за спречување на ХПВ вирусот? За жал не посетувам. Не знам ништо за ХПВ вирусот. Идам на уролог еднаш на 10 години. Апсолутно е многу важно, нормално. Дали би се вакцинирале вие или воидни на вашето семејство од ХПВ? Не знам како да ви го одговорам прашање, не знам. Не планирам да имам деца, а ХПВ нели само женските ги афектира, машките го носат, нали? Така што не. Дали вие би се вакцинирале од оваа инфекција или можеби и вашите деца? Јас сум вакциниран. Планирате воиднина да ги вакцинирате вашите? Што? Не планирам. Па да, нормално. Тоа е за заштита за здравието. Јас сум вакцинирана и сметам дека тоа е добро. Дали можеби вие сте вакцинирани од ХПВ или... Не, ама затоа си правам контролни прегледи и тестови за се што треба барем еднаш во годината. Не сум вакцинирана, али тоа зависи од нив. Како? Што се вика големи се деца. Добро е да се вакцинираат, ама сега зависи се од вакцините се плашиме што и каква се користат. И многу кратко, дали мислите дека граѓаните се доволно свесни за ризиците кои што доаѓаат со ХПВ вирусот? Свесни се. Доста се свесни, само тешко не преземуваат. Оти ја на гинекологија кога одам, доста има жени што се со ХПВ. И тоа млади девојки. Некој да, некој не. Зависи од... Мислам и од средината каде живеат се. Па не знам дали само се надевам дека се. Мора многу повеќе да се зборува на оваа тема. Дали мислите дека граѓаните се доволно свесни за сите ризици кои што произлегуваат од оваа инфекција? Мислам дека не. Мислам дека не се запознаени наверојатно граѓаните. Не се сигурни. Не сме информирани за повеќето од големите болести, да кажеме не. Ги ставила нашата колешка Софија во искушение машките личности кои што ги сретнала на улиците низ Скопје, односно во центарот, веројатно како размислуваат. Да, секој треба да биде, се разбира, информиран, без разлика дали сме кој пол сме, дали сме мажи или жени, кога станува збор за здравјето, секако не афектира сите и затоа треба да размислуваме превентивно, но и да бидеме информирани. Се со цел да се информираме малку повеќе од ова кое што го слушнавме како одговор или сознание на дел од граѓаните и секогаш добре дојдено и за нас во утринска на Тилма и за нашите гледачи. Денеска ја отвораме оваа тема. Хуман папилома вирусот како еден од најраспространетите вируси кои што го има во различни типови, сме зборувале во минати
изданија со доктори на оваа тема и во однос на раната превенција, поточно што значи да се превенира, колку тука има улога вакцината и сите други важни прашања кои што денеска ќе ги одговориме со нашиот гостин во студиото, а тоа е доктор Дијан Огненовиќ, кој што е специјалист, гинеколог, онколог и ни доаѓа од приватната здравствена установа Свети Алексеј. Добро утро и добро дојдовте во нашата студија. Фала на поканата. Рековте, можеме да ве прашаме што и да ни текне и веројатно на оваа тема имаме голем број прашања, особено важни. Ќе се фокусираме и ќе се потрудиме да тоа биде навистина доволно добро пренесено на нашите гледачи, се со цел нели секој од нас да се запраша, па и ако некогаш знаеме да малку, како велиме народски, забушаваме во однос на прегледи или ги пролонгираме, да знаеме дека тоа е особено важно да биде во континуитет и навремено, се со цел да биде и превенцијата навремена. Но ќе почнеме со ред, докторе, за тоа што всушност представува хуман папилома вирусот, ќе се потсетиме на самиот почеток и за нели тоа кое што меѓу другото е важно да се знае во однос на ниско ризичните, високо ризичните типови, како е важно тоа да се распознае и да го знаеме навремено. Хуман папилома вирус спаѓа во групата на ДНК вируси и до сегашниот ден се откриени повеќе од 200 различни типови на ХПВ вируси, меѓутоа не сите се страшни, не сите предизвикуваат рак. Тоа мора сите да го знаеме. Одредена група на високоризични ХПВ вируси го напаѓаат како грлото на матката, така орофарингеалниот предел, аналниот предел, вагиналниот и вулвалниот предел, одвисно од каде ќе се изврши сексуалното дејствие и врз основа на тоа таму се населуваат. Меѓутоа не секој вирус предизвикува рак. Ние нашите пациентки мораме само да ги освестиме да доаѓаат редовно на гинеколошки преглед не толку за ХПВ, не толку за ПАП тестови, колку за ХПВ типизација, со која што во колку би таа била негативна, такво девојче во Америка и во другите литератури што сме ги прочитали, што се објавени, од 3 до 5 години се знае дека никогаш нема да има проблем во смисол на настанување на цервикална прво аскус, па во цервикална интрапетелитска неоплазија од степен 1 па се до степен 3. Таа сигурно 3 до 5 години, ако е негативна, нема да има никаков проблем со клеточните промени кои што би настанале во грлото на матката, во колку би била негативна. Во колку пациентката би била позитивна, тие се делат одредени лаборатории ги делат во 3 групи ХПВ типизациите на високоризични, на веројатно високоризични и на нискоризични. Тие нискоризичните кои што се под број 6, да речем 11 и 44, тие предизвикуваат генитални брадавици кои што не се ракотворни, кои што не предизвикуваат рак. Меѓутоа, во групата на веројатно високоризични се меѓуставени, пошто уште ни микробиолозите не знаат што би направиле тие во колку би биле присутни во телото на жената или на мажот, исто така, но високоризичните ХПВ вируси сигурно ќе предизвикаат во колку перзистираат во самото тело на жената или мажот. Ако перзистираат подолго време. Да, веќе споменавте свесноста на граѓаните и тоа е можеби еден чекор плюс до она превенирање да се заштитиме од некаква несакана состојба, особено малигните заболувања. Што е потребно или каква е свесноста генерално кај помладата популација, но и кај повозрастните? Ако некогаш велевме доволно еден гинеколошки преглед во годината, превентивно, за да се види состојбата и да се следи, дали се уште луѓето се придржуваат и го почитуваат тоа и колку правењето на тој ПАП тест дава најрелевантни резултати за состојбата на женското здравје? Не сите жени и не сите девојки доаѓаат на редовни гинеколошки прегледи, посебно кај матичните гинеколози. Многу од нив дури немаат ни избрано матичен гинеколог, така додат по приватните установи, меѓутоа таму не се води статистики, ние тие пациенти ги губиме, не знаеме што се случува со нив. Меѓутоа нема евиденција, нигде не е заведена. Меѓутоа ПАП тестот како ПАП тест е добро девојка да го направи. Девојчиња може да прават ПАП тест само оние кои што имаат незаштитени полови односи и кои што траат подолго од 1 година, од почетокот на започнување со сексуалниот однос. И ке такви девојчиња убаво е да се направи ПАП тест. Они имаат сигурно еден партнер за љубење си до уши, знаете, сме прошле. Меѓутоа од таа година па натака ке порелевантен е ХПВ
тестот, ХПВ типизација да се направи, отколку самиот ПАП тест. Заради тоа што имаме многу големи информации и со сигурност ќе можеме да тврдиме дека ке таа жена, дека ке таа пациентка, ке тој пациент сигурно нема да има појава на било какви клеточни промени, дали во пенисот, дали во аналната регија, дали во цервикалниот дел, вагината, вулвата, грлото, сигурно нема да има такви промени. Во колку се негативни, сега во колку се позитивни, пак ви кажав, битно е да се види кој тип на вируси се. Вирусот тип 16 и вирусот тип 18 е одговорен за 98% од застапеноста на застапени се во ракот на грлото на матката. Само тие два вируси се во 98, 16 и 18. Значи од нив мора да се внимава. Ако добиеме таков резултат, ни сигнализира тој резултат дека таквите пациентки ќе мора да ги имаме на око, ќе мора почесто доаѓаат да се следи состојбата, така е, да се зголеми, да се работи имунитетот, да се каже со каква заштита треба, иако мора да знаат сите пациенти и сите пациентки дека заштитата со кондом не препречува 100% заштита од ХПВ вируси, него само негде околу 80-83%, заради тоа што ХПВ вирусот се пренесува исто контакт кожа со кожа, односно стужа кожа со стужа кожа. Така да не штити во целост кондомот. Вие го споменавте ПАП тестот и ХПВ типизација. Чинам дека праксата кај нас при секоја посета на гинеколог е да се направи ПАП тест. Од што зависи тоа дали ќе се направи само обичен ПАП тест или ќе се оди на ХПВ типизација? Тоа треба да го бараат пациентите или едноставно матичните гинеколози треба да им биде пракса да го нудат? Се со цел да добиеме појасна слика ако веќе имаме некакво сомнение. Да, како матични гинеколози ние имаме сите склучени договор со Фондот за здравство и знаете дека во една пациентка во 3 години и следи бесплатен ПАП тест. Да, тоа се промени, беше претходно нели на Сега се 3 години. Сега се на 3 години. И сега значи ние таа жена, да речеме жена, ПАП тестот е негативен. Па тоа не е доволно. Заради тоа што они само треба да сме место ПАП да стават ХПВ и ние ќе бидеме многу, ние ќе го не само тоа, него достигнеме стапката на појава на карцином на грло на матката како во западноевропските држави, некако кај нас во источноевропските кај што е поголемо од 25 за прека 3 на 100.000 луѓе. Значи ПАП тестот е фино да се направи, у реду. Но дали во рамки на тие 3 години може да има други промени? Може да има други промени, ние да не ги забележиме. Ние нема да ги забележиме, во меѓувреме пациентот или пациентката ќе сменат неколку партнери, ќе нема да користат заштита и ние 3 години не ја гледаме таа пациентка. Дури може и до следните 3 години кога и се овозможува таа да не дојде во првата, да дојде во втората или третата, па да се фатат 5 или 6 години. Така? Да не се посети или да не се направи, тоа се многу години кога може да се случат. И одеднаш кога доаѓа ЦИН-3, да речеме, тоа е ситуација или карцинома инситу, ситуација до еден чекор до настанок на карцином инвазивен и до голем проблем. Затоа треба почесто да се следи и затоа нема, така? Симптоми обично за ХПВ вируси? Па да, инфекција со ХПВ кога веќе е ЦИН-3 како што велите или ХПВ вирус не дава симптоми ниту кај жената, ниту кај мажот. Никакви симптоми не знае дека го има. Затоа велиме дека затоа треба да се прави тестирање. Да. Доктора, во контекст на она кое што го споменавте за високо ризични типови на ХПВ, во текот на еден живот или во тој период кога жената и мажот или генерално сексуално активни, доколку еднаш се добие одреден високо ризичен тип и се констатира како таков, потоа се следи. Што значи или дали постои генерално негово елиминирање ако се следат инструкциите од страна на докторот или тоа што значи превенција? Дали кога веќе ќе се добие одреден високоризичен тип или ќе се диагностицира, тоа значи дека жената го носи во текот на целиот живот и дека веројатноста за негова активација е поголема во текот на животот без разлика дали повторно ќе го добие од. Значи во светската популација кај 80% сексуално активни парови доаѓаат во контакт со ХПВ вирус. Значи тоа е огромна бројка. Значи може да 80% од цела светска популација ќе има еднаш во животот се сретнала со ХПВ. И сега во колку е рековте кај едното и кај другиот диагностициран ХПВ високоризичен вирус. Да. Ние знаеме дека е високоризичен вирус, меѓутоа лек за тој вирус ние немаме. Додуша науката не измислила лек. Земи го ова апче па ќе ти помине ХПВ. Тоа не. Меѓутоа со совети за здрав начин на живот, со зголемување на имунитетот, со внимавање на исхраната, со консумирање на одредени суплементи,
би работеле на тоа да се зголеми имунитетот. И секој здрав организам во 1 до 2 години сам го елиминира вирусот. Меѓутоа, ние не знаеме, во колку не знаеме кој тип на вирус е, ние нема да соодветно да ја советуваме жената. Што значи дека кај секоја кој што имаме резултат од ХПВ, ние можеме да советуваме и кај незе обично ќе заврши инфекцијата и кај незе и кај сопругот во колку ги слуша упатите од доктор, советите од доктор. Значи само тоа е, ништо друго нема потреба. Не е тоа некој вау, нешто да се панича. Ние оваа емисија не ја правиме за паника на жените, него ја да ги освестиме, за да доаѓаат почесто на гинеколог и да ги освестиме и ние самите како лекари, како гинеколози да се свестиме, да не само пап тест да силиме пап, него дајте господи да направиме, 3 години сте правиле пап, дајте сега да смениме малце, да направиме ХПВ типизација. Имаме многу можности за ХПВ типизација, и приватни, и државни, и од... Која е процедурата за ХПВ типизација? Значи, што треба пациентките да им подобјасниме, бидејќи ние сме научени кога поидеме на гинеколог да ни направат пап тест. Пап тест. И сега ако треба ХПВ типизација, чисто да им дадеме до знање дека не е некоја голема процедура или нешто. Така, ако сајмат гинеколог, не им советува да направат ХПВ типизација со оглед на тоа што во картотеката пишува дека они имале еднашка пап тест, па втор пап тест, да речат чекај, доста се овие пап тестови, дај да смениме нешто, дај да направиме сега ХПВ. Во колку тоа они како гинеколози не го направат, тогаш самата пациентка нека им каже, докторе. Но нели на пап тестот досега барем требаше да се лоцира присуство на вирус, па потоа да се прави типизација. А сега треба да се направи по секако типизација и покрај тоа што кај некој или кај поголемиот број на жени пап тестовите се чисти. Чисти значи дека нема заокружено клеточни промени кои што асоцираат на вирусни инфекции, чист значи ако не пишува инфламација. Чист значи ако пишува бенегни клеточни промени. Тоа е во 2% од сите пап тестови. Кај другите пишува или инфламација и вика докторот не се секиде дека не е ништо, само инфламација ти покажува и тоа е тоа. Ние за таа инфламација не знаеме што стои во позадина. Така. А што значи тоа? Воспаление. Инфламација значи воспаление. И сега ако се заокружат клеточни промени кои што асоцираат на вирусни инфекции, тогаш ние сигурно ќе ја викнеме да прави ХПВ. Меѓутоа мноштво и од жените ги викаме кои ги има само инфламаторни промени да дојдат да направат, а не само микробиолошки брисеви, туку и ХПВ типизација. Инфламацијата сама по себе е аларм во тој случај. Па тоа да зборам, ама не кај сите. Треба и на докторите сами да советуваат на нивните пациенти да прават ХПВ типизација. Барем еднашка на 2 години ако во колку е негативни. А ХПВ типизацијата дава најрелевантни резултати? Најрелевантни, точно. Колку често се случиле да имате пациентки кои што доаѓаат со веќе канцерогена состојба или крајна фаза, крајен стадиум, а претходно, нели, како што кажавме, целата состојба е асимптоматска? Кај такви тие пациентки кои што тоа не е Дали е тоа чиста слика кај нас? Не е честа појава заради тоа што тоа е честа само кај пациентки кои што не одат, да речеме по 9 години, 7 години, 5 години. Да, ние да будеме реални, имаме такви пациентки. Повозрастните жени, повозрастната категорија ја нема таа пракса. Така е, тоа е кај нив проблем. Кај нив може да се појават, меѓутоа тоа кај тие не во постара популација, него помала популација. Кај девојчиња кои што не одат направи, тие еднашка дошла на 28 години првпат на гинеколог, тука е проблемот. Тука е циновите се тука во таа група на девојчиња од 22 до 30 години. Таа е најзагрозена група. Зошто не само заради тоа само што тие не одат на гинеколошки преглед. Тука е проблемот. Само да отидат на гинеколошки преглед домово и ќе превенира, и ќе се спаси, и ќе има лек, и да треба да се опреди, ќе се опреди и без последици, пак ќе може да забремени, и пак да го доноси детето, и пак да го роди, и да биде излечен од ХПВ. Само треба да дојдат. А да расчистиме ситуацијата, односно, еве да речеме состојбата кога зборуваме за симптомите или кога најчесто за вакви ситуации или генерално за темата за ХПВ е одговорот дека нема никакви симптоми, но веројатно има нешто кое што би можело да го даде аларма за самиот пациент, поточно пациентка, дека нешто можеби не е во ред. Постои ли такво нешто? Мислам, ваква состојба без никаков симптом, ако доволно се познаваме себе си и ја следиме состојбата, ми се чини дека е малку Видете, тоа навистина е без симптоми, меѓутоа ако тој ХПВ вирус жената го има, а не знае дека го има,
и да тој да перзистира во женското тело 2, 3, 4 години, тој сигурно ќе направи проблем. Прв симптом е спотинг. Спотинг значи дека во тек на сексуален однос, жената после секој сексуален однос ќе има како розеникаво крвав исцедок. Тука е првиот симптом кој што незе треба да и каже, со мене до сега јас при секс немав ништо, сега од кога почнав последнава недела, месец дена да имам односи, крварам, розеникаво крво, морам да одам на доктор. Тогаш се фаќаат тие работи. Значи сепак има нешто што може да Да, ама во во подоцнешната фаза. Да, ајде да ја споменеме и ХПВ вакцината, нешто за кое што вие зад камери дадовте само позитивни коментари. Ќе ни кажете за која возраст е, значи важно да напоменеме дека е наменета и за момчиња и за девојчиња. Каква е праксата кај нас, колку се применува, колку децата и родителите генерално ги носат децата на вакцина? Од кога дојде вакцината од коронавирусот, сега тие повеќето на фамилии се скептични, се исплашени и не сакаат да ги носат нивните дечиња на имунизација заради ХПВ со ХПВ вакцина. Таа вакцинација се врши кај нас по календар меѓу 9 и 12 година на животот. Дали е задолжителна? Сега треба да биде задолжителна, меѓутоа сега знаете како се, ако не го носите вие детето, кој ќе ви како и другите вакцини. Како и другите вакцини. И сега проблемот е тоа што да речеме, вие ќе нема да го вакцинирате детенцето. Уствари они кажуваат дека меѓу 9 и 12 години многу ретко кој има односи, па зашо вика толку рано да ги вакцинираме, дај да ги пролонгираме годините. Ајде вие како медицинско лице, зошто е тоа така направено од 9 до 12? Зошто таа возраст за овој тип на вакцина? Заради тоа што во тој период... Дали е доволно зрел организмот во тој момент за ваков тип на... Тоа е, јас мислам дека тоа е направено заради тоа што во таа фаза во колку би се дале вакцините, двете ревакцини, значи вкупно во 3 дози ХПВ вакцинацијата, дека на телото тогаш му е најдобар можниот имунолошки одговор да создаде доволна количина на антитела и да во колку се сретне со некогаш ХПВ да го уништи во самиот момент. Значи сега морате да бидеме свесни сите, да не се лажеме, дека и сексуалните почетоците на сексуалната активност така кај момчиња како и кај девојчиња, границата е се пониска и пониска, не е како во наше време, него е се порано и порано. Што значи дека затоа они го измислиле тоа време да се даде вакцината. Меѓутоа и кај девојчиња кои што во нивно време немало вакцини и тие се постари од 25 години и по литература кажуваат дека ХПВ вакцинацијата е успешна ако се даде до 45-та година. Проблемот е на друго место. Ние имаме вакцинални пунктови, така ли? Меѓутоа тие вакцинални пунктови не се за возрастни, тие се за дечиња, за календарче има за. И сега во Министерството за здравство во Македонија има само 3 до 4 гинеколошки амбуланти кои што имаат лиценца за да вакцинираат. Зошто? Па законот бил од 2009 и сега требале да го сменат. На место да донесат априори уредба, како се вика, одредба, било како од денеска кој нека напишат кои ординации сакаат да вршат вакцини, ќе оплатиме поголем дел на популација, нема луѓето да чекаат, тоа е безболно, ништо не ги боли. Ќе ги чуваме вакцините во фрижидери кои што од ординации кои што имаат специјални услови, не се чуваат и во фрижидери за скопско пиво, него се знае во какви медицински. И сега на место тоа да го направат, они чекаат сега на некој да му текне таму, да го препише, да напише друг закон. Така да кажете дека во моментов само на 3 до 4 места може да се изврши вакцинација за ХПВ. Да, кај жени кои што не спаѓаат во календарот за вакцинација од 9 до 12 години, него да речеме кај популација која што не ја прескокнала таа вакцинација со ХПВ. И сега ХПВ-то сега се направени 9 валентни. Они ќе направат уште повеќе валентни. Се со цел да поголема група на вируси биде опфатена. Они се опфатени таму сите 9 високоризични група на вируси, меѓутоа они мислат дека ќе направат и да дојде до во состојба кога ХПВ ќе биде мимо тие 9 со пример 11-тиот тип на вирус да дојде во контакт со жената, дека вкрстената реакција од самата вакцина дека би го уништило и тој вирус во кој што не е содржан во вакцината. Да, и едно важно прашање кое што се поставува често пати кога зборуваме за ХПВ вакцинација или ако ја споменеме возраста до кога може да се направи таа вакцинација, ако е пропуштен тој период од 9 до 12 години, еве да речеме малку во подоснежниот
дел од животот, кога жената се уште е сексуално активна, но ако до тогаш веќе има одредено лоцирање на ХПВ, поточно присуство на ХПВ вирусот, а потоа сака да се вакцинира. Што тоа значи? Значи, ако веќе го има вирусот, ХПВ вирусот во текот на животот, што би тука превенирала вакцинацијата? Да, што би превенирала, колку во тој случај е ефектно или ефикасно да се прими вакцина? По литература до 45-та година од животот вакцинацијата треба да се направи кај секоја жена. Да, но што ако веќе го има вирусот? Дали ќе помогне тука? Или го имала? Да, самата вакцина не може да го уништи веќе постоечкиот вирус, заради тоа што тој можда вирус е више инкорпориран во самиот геном на клетката. Добро, тогаш се препорачува вакцината или не? Тогаш не се препорачува, меѓутоа ние мора да знаеме само кај свежи инфекции може, се додека геномот е надвор од јадрото на клетката. Се додека е надвор ќе може, ако е внатре, знаете што е проблем? Кога дојде пациентката и кога ќе земеме ХПВ, ние не знаеме тој ХПВ ако е позитивна. Од кога е? Од кога е. Тука е проблемот, ние да знаеме друга работа, но ние не знаеме. Да. А што е со момчињата, бидејќи оваа вакцина е намената и за нив? Колку кај нас е исто малку околу свеста на родителите и на момчињата кои што ви сами напоменавте веќе се поместува границата кога стануваат сексуално активни? Дали се охрабруваат да ја примат вакцината? Какви се ставовите на адолесцентите од машка популација? Исто што важи за женското, исто ќе важи и за момчето. Точно, ама ние сме во едно општество по-конзервативно. Не сме не може конзервативни колку што не сме информирани. Ние мора да се информираме. Само информации треба да добиваме. Дали преку социјални мрежи, дали преку вакви емисии, дали преку печатени медиуми. Дайте го вие соодветниот совет за момчињата. Што треба и зошто е добро да се прими вакцина, така? Исто заради тоа што ќе треба да се превенира кај момчињата може да настанат како кондиломи надворешни на главчето на пенисот. Така може да настанат и да бидат инфицирани со високоризични ХПВ вируси кои што кај нив може да предизвикуваат рак на пенисот, рак на тестисите и рак на аналниот на анусот и на ректумот. Во однос на зависи како сексуална сега позиција, дали се бисексуалци, унисекс и така така. Меѓутоа, вакцината како што помага на девојчињата од 9 до 12 години, така им помага и на момчињата. И кај тие момци, 9000 машки особи се откриваат во Америка секоја година со карцином на пенис, анус, ректум, све како причинители ХПВ вируси. 9000 на ново. Кај нас нема по статистика тоа ништо. Никој не води, не е страшно. Меѓутоа во Америка 9000 на ново. 13.000 се па жени. Што значи дека тука ќе се изедначат. На колку време се прави ревакцината? Бидејќи реков 2 месеци, значи првата се добива од денеска, за 2 месеца па за 6 месеца и се завршува комплет. Алармантна е бројката генерално ако зборуваме глобално или на светско ниво, а тука веројатно не сме исклучени и ние и од тука ќе речеме дека ако го сумираме ова кое што претходно го споменавте во однос на превенцијата, навремените прегледи, правење ПАП и ХПВ типизација одеднаш и нели информираноста пред се на прво ниво, но и заштитата. Тогаш тука ќе се задржиме на оној втор дел кој што исто е важен, а тоа е третманот и лекувањето кога веќе ќе се дојде до таа состојба и кога зборуваме за присуство на ХПВ и кога зборуваме за можеби одредена малку посериозна состојба токму поради присуството на ХПВ. Споминавте ако веќе се одреди дека има присуство на некој и високоризичен тип, тогаш начинот на живот и одредена суплементација помага. Би било добро, односно е дел од третманот. Би било добро да кажеме која е таа суплементација? Дали е тоа некој индивидуален пристап кој што го прави докторот, зависно од пациентот во каква состојба е, или е генерална терапија и суплементација која што ја добиваат пациентките кај кои што е диагностициран високоризичен ХПВ? Мислам дека гинеколошка клиника или некој од таму тие нивните сектори имаат напишано за униформиран лист А4 формат кој што го даваат кај секој девојче што треба како суплемент да земе, сега не знам, таму пишува витамин А, зелен чај и така дале. Меѓутоа, јас мислам дека тој лист не е ништо
како што треба, заради тоа што таму нема многу хранливи, мислам, витамински суплементи, суплементација за зголемување на имунитетот, колку што има во индивидуалниот пристап кај секоја девојка. Кај секоја ХПВ позитивна ние мораме да направиме и одредени типови на испитувања во смисол на земање на крв за фолат и Б, витамин Д, витамин С, што може да се испита преку крвта, за да видиме колку е таа нивната количина. Во колку таа е ниска, ние значи треба да работиме да зголемиме количината на тие витамини. Универзален суплемент не постои. Еве го ова, па да речеме вие сте здрави. Тоа не постои. Во колку па дојде жена која што е со ХПВ позитивна, дека таа жена следи друго испитување кој што се вика колпоскопија. Со колпоскопија ги откриваме директно после одредени боења на грлото на матката и под одредено зголемување, со тоа што има самата жена, може да си ги гледа промените кои докторот на телевизија кои докторот ќе ги објасни и се советуваме после тоа што понатака да правиме. Во колку има патолошка промена на колпоскопската слика и советуваме да прави биопсија или ендоцервикална керетажа, се со цел да ја постигнеме дефинитивната диагноза. Во комбинација ПАП тест, ако ни укаже дека се работи за било кој тип на ЦИН 1, 2, 3 или промена почет на аскус, заедно со комбинација од ХПВ позитивните вируси, треба да се направи колпоскопија. И со тоа го заокружуваме целиот третман со обработка на една пациентка која што има промени на грлото на матката и плюс да е ХПВ позитивна. Што значи понатаму тоа во животот на една жена, млада жена која што видина треба да стане мајка, ако веќе е во таа состојба или го доживеала тој момент на присуство на хуман папиломавирус, па третирање на истиот и така натака, без разлика, особено кога станува збор за високоризичен, но и генерално, колку е тоа ризик за понатамошната бременост и остварување како мајка, колку може да се соочи можеби со предизвици во текот на бременоста и генерално да остане. Јас ова можам директно да ви одговорам само преку пример. Тоа е моја лична пациентка, 9 години не беше на гинеколог, отиде на 27 години девојчето има, не сакаше ни тогаш на прегледот да направи ПАП тест, јас си реков мораш да направиш ПАП тест. А зошто не? Отпусти страв. Да. Отпусти страв. Нели од болка при пенетрација со спекулум, јас не знам, од траума од порано. Меѓутоа дојде девојчето, се зеде ПАП, испадна ЦИН 3, ЦИС, ХПВ беше на 8 високоризични вируси. Беше во кога дојде кај мене, мислам дека 8, 9 гестацијска недела беше. Јас во таа веќе била бремена, да. Бремена и сега мораш и во тек на бремена да правиш испитување, сега ги правиш едно по едно. Тие се прават се до 12 недела, заради тоа што помала е можноста да предизвикаш крварење кога ќе земаш брисни висоцито браш и така да малтретираш грлото, не бит. Меѓутоа, кога дојде она беше 9. По 12 недела јас си направив конизација. Конизација е оперативен запад кој што се сече заболеното ткиво на грлото на матката и преку кој што кога ќе се однесе на цитологија, кога ќе каже дека рабовите се сечени во здраво и врвот на конусите во здраво, дека тоа е дефинитивно излекување. И точно така ќе беше кај пациентката, серклаш немаше потреба да се прави заради тоа што беше исечена како што треба и не многу длабоко. Кај девојчето да се направи царски рез, си роди право здраво детенце, сега следиме, сега остана само на еден ХПВ вирус кој што го следиме, меѓутоа сака пак да забремени и реков забремени па дојди, па ќе го решаваме пак. И важно е тогаш да биде царски рез, а не природен. Да, побаво е царски рез, заради тоа што да не дојде уште во самиот проаѓање по меките делови на плодот, да. Ќе се приближиме кон крајот и веројатно на крајот ќе испратиме една порака и до може нашите млади гледачки и се разбира без разлика на возраста, важноста патриција за женското здравје, превенцијата и редовните прегледи од вашето долгогодишно искуство, тоа што секојдневно го гледате и со кој што секојдневно се соочувате, се разбира може да ги дадете вистинските совети и тоа е нашата цел. Па ајде, со тоа можеме да завршиме. Јас можам да дадам совет да сите оние кои што се сексуално активни девојчиња, не гледа на возраста од 12-та година па натака, да прават редовни гинеколошки прегледи, да се изберат матичен гинеколог, да го слушаат, да воспостават однос, да имаат верба во него и заедно да патуваат низ животот и само бавени да гледаат.
Така е, благодариме многу за гостувањето и за Фала вашето за- време фала за и за поканата. тоа што трпеливо одговоривте на сите наши прашања, Фала. особено важни за оваа важна тема. Верувам ќе се видиме во следна прилика со друга тема или стручна за која што е всушност дел и од вашата секојдневие. Благодарам многу. Ви благодариме многу.